Тие ми се приватни, можеш, ама не смеете во приватни Не дел. дојдовме кај вас дома, значи Не, дојдовме. не, тоа не е приватен дел. Слушај, ти кажем, ова треба телефонот, ние идеме. Да ви зајавиме? Никак. Да се спремите. Да се спремиме. Треба да средиме касата. Ајде. Што е ова работа, што го така мене се панела, баш ме интересува. Ние бар пат сме. Ма славо куцате, а? На момент изгледа да спиваме дремка. Ова се сцени на кои сведочевме следејќи ги теренските контроли на Управата за јавни приходи во неколку града во државава. Во сторијата што ја емитувавме минатата недела, најголемо внимание привлече сегментот во кој се слуша и гледа како вработена во УЈП, известна Совче, се обидува да влијае на своите колеги инспектори да не казнат едно скопско кафуле. Вака се, ние сме дојдени по пријава дека не издавате фискални сметки. Сега, 99% не би требало. да, меѓутоа според програмот покажува дека не издават. Пола-пола, 50-50. Не би требало. А може да ги видам ја легитимациите, кога веќе дојдовме до записник. Јас сум Никола, поверете слободно. Добро. Ало. Езлото. Да. Ке пишеш дека Никола Совче, ја познавате? Ало, Колешка мислам. повели. Работиме. Ема. Многу неправилности имаат, многу неправилности. Пак видиме колку има законска, колку има тони направено од 2018. Така, ајде. Чу. Значи, глобава ќе биде за неиздавање фискални сметки. Меѓутоа, вие, КДФ и книгата ќе си ја средите, ќе си ја пополните цела. Тоа е дополнителна. Тоа е дополнителна казна. По објавувањето на сторијата се редеа реакции за гестот на Совче. Мене најмногу ме интересира Совче од УЈП и дали е санкционирана. Колку совчиња може да има вработени во УЈП? Ако сакаат, 100% можат да ја фатат. Ако ова е фатено во новинарски прилог, може да замислите што се случува кога нема скриени камери во близина. Познавам еден куп ликчиња кои се кријат зад некого, ама не може така, господа. Совче вработена во Управата за јавни приходи. На снимките што ги поседуваме се слуша целосното нејзино име и презиме, но минатиот понеделник решивме само делумно да го откриеме нејзиниот идентитет, за пред време да не ја осудиме и за да дозволиме институциите да реагираат. Има ли внатрешна постапка во УЈП? И ако има, во која фаза е? Прашавме во Управата. Во врска со репортажата објавена во вашата емисија 360 степени, во која е забележан обид за ургенција од даночен обврзник наводно користејќи познанства, ви известуваме дека надлежни служби на Управата за јавни приходи го испитуваат случајот и во зависност од утврдените неправилности ќе се преземат соодветни мерки. Што ќе открие УЈП? Го интересира и основното јавно обвинителство Скопје. Првиот човек на ова обвинителство, Сашо Рајчев, вели дека од тоа зависи нивното идно постапување. Треба да се почека извештајот на УЈП, што во него ќе биде констатирано и дали и какви мерки ќе бидат преземени согласно правилата на службата. Воедно, битно е дали констатираниот пропуст од инспекторите на УЈП спрема собственичката на локалот, согласно позитивните прописи, е процесуиран. Обвинителството може да се вклучи дополнително доколку степенот на сомнение се подигне на многу повисоко ниво, врз основа на претходно презамените и документирани проверки од УЈП. Во очекување на резултатот од интерните проверки во УЈП, поранешниот член на антикорупцијската комисија Ариф Муса вели дека треба да се открие докаде стигнала ургенцијата на Совче и кој бил мотивот да крене телефон за да спречи казнување на кафуле во кое не се почитува законот. Тој смета дека има работа и за Државната комисија за спречување корупција. Господјата со што се јавува кај инспекторите за неказнување, значи го злоупотребува својата положба. Спрема законот за спречување на корупцијата, овде има обид за корист за себе или за друг. Во моментов би било за друг, од тоа што се гледа во прилогот. Значи, апсолутно дека спрема законот за спречување на корупцијата има обид за корупција и треба органите да превземат соодветни мерки. Дали актуелната шефица на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска го дели мислењето на поранешниот колега? Заедно, уште еднаш го прегледавме критичниот дел од сторијата.
се јавува газдарицата, има свој човек, нели, како викаме, си имам јас човек, си има свој човек, си се јавува кај својот човек, човекот ургира. Сигурно тие за тоа не го прават од чиста љубов, него си го прават со некаков интерес. Ова е класичен пример на активна и пасивна корупција која што е дефинирана сега со новиот закон по препораките на Европската комисија и на ГРЕКО. Значи, корупција е оној што дава и оној што бара. Двете ситуации се коруптивни. Така што овој случај ги има сите елементи потребни за да се формира предмет. Ние ќе го разгледаме, тоа ќе го сториме и во соработка понатаму со други институции би го расветлиле случајот. Екс-антикорупционерот Ариф Муса е дециден дека иако можеби некому му се чини дека станува збор за минорен случај, тој не смее да се занемари. Ова треба да се тера до крај, за да се достави порака до граѓаните дека нема толеранција за тие што го злоупотребуваат своето властување. Една од инспекторките со кои 360 степени беше на терен, сведочеше дека често им се нуди мито. Бевме во еден угостителски објект, кафич, и ни беше понудено како поклон дека сме биле многу културни, кафе, торбичка. Меѓутоа во торбичката откривме дека има пари, среќен навреме се откри тоа. Меѓутоа треба да се смирен во вакви ситуации и нормално да се одвие дека се знае законот мора да важи за сите. До сега некој ваш колега бил казнет поради примање мито? Па мислам дека да. А се случува често? Се случува многу често. Неказнивоста, значи во ниво на државата, во сите ниво на власта, ја доведува ситуацијата, дури и тие што треба да се справат со законот, значи што треба да се борат против сивата економија, што треба да гледат дали како се спроведува, како се собираат даноците спрема законот за ДДВ и другите закони, тие подлежат првите на корупција и тие се да речеме сивата точка на државата. Можен ли е пресврт?